Во ова видео ќе зборувам за поучните начала од мојата книга Будење на позитивната енергија. Значи, првото поучно начало е да не бидеме камион во кој сите ќе го фрлаат својот емоционален смет. Затоа што ако дозволиме да ни се инволвираат разни лица со разни енергии, тогаш дефинитивно ќе се истоштиме. Бидејќи секој може да ги исфрла своите емоционални токсини и нас да не полни со сето тоа што нема да влие убаво врз нашата психофизичка состојба. Значи, немој да бидеш како камион во кој сите ќе го фрлаат својот смет. Тоа е една битна pouка која што во денесно време е неопходно да се осознае, затоа што многу луѓе сакаат да искажуваат жалопојки, не создаваат промени, постојано ја обвинуваат судбината или другите луѓе за состојбата во која се наоѓаат. И тие неретко бараат донатори на енергија кои што ќе ги надополнуваат, ќе ги сваќаат, ќе ги разбираат и на тој начин ќе придонесуваат тие добро да се чувствуваат. Но проблемот е што најчесто овие поединци не сакаат да се соочат со самите себе си и да разрешат некои тегобности, туку едноставно полесно име да се жалат, да обвинуваат, критички да се ориентираат и да бараат постојано некој да ги сослушува или да им се наоѓа. А всушност, ако ние сме како камион и постојано наидуваме на луѓето кои што го исфрлаат својот емоционален смет, тогаш како ние ќе се чувствуваме? Со што ние ќе се полниме? И какво е нашето чувство на самодоверба, на достоинство и на себе заштита? Значи, првото начало е немој да дозволиш да ти се инволвираат во интимата разни поединци кои всушност можеби не те заслужуваат или кои те бараат, те сакаат само тогаш кога си им потребен. Второто начало е да се засилиме и фокусираме кон фреквенцијата на мудроста. Значи, да бидеме будни и свесни, односно, фокусирај се кон она што те надградува, а не кон она што те заглупува. Значи, фокусирање кон фреквенција на се што создава знаење, поттик, позитивна енергија, инспирација, оптимизам и некои слични категории. Затоа што ако се налепиме на фреквенција на површност, на заглупување, на некои би рекол невредности, тогаш всушност и ние самите ќе бидеме исполнети со цел тој смет. Ќе бидеме психофизички изморени, нема да знаеме тогаш кога е непотребно храбро да реагираме, едноставно ќе чувствуваме дека немаме сила, немаме капацитет, немаме храброст да воспоставиме промени. Но кога се фокусираме и на некој начин насочуваме кон фреквенцијата на мудроста, а тоа подразбира и читање едукативни книги, во кои може да има корисни информации како да се пробудиме, заштитиме самите себе си. Ете, таква книга е Будење на позитивната енергија. Овој наш народ постојано е атакуван, постојано изместуван, постојано слуша, гледа и е обсипан со таа негативна енергија. Ајде да видиме дали сака да си помогне самиот на себе си со тоа што ќе се налепи на фреквенцијата на мудрост и ќе почне да чита, да се едуцира, да се надградува и да пробуди својата позитивна енергија. Ако не сака и ако остане да живее со орелот на жртва или со орелот на неосвестеноста, тогаш ние колку и да му понудуваме решенија, тој нема да сака да ги прифати. И таквите личности дефинитивно и не се оние со кои ние треба да другаруваме и да трошиме својата интелектуална или било каква енергија. Третата поука, да ги избегнуваме сите тие заглупувачки, површни и жалопувачки матрици. Значи, замислете жалоповачка матрица. Само се жали, само се иритира, само искажува немир, само таа жалопојка го креира, од другата страна тој поединец е површен, не ги гледа суштинските вредности, или е ориентиран кон егото, или е премногу свртен кон материјалното, или другите ги третира како предмет, или му е значајно предметното, и тогаш ние каква мудрост, каква енергија, каква емпатија, каква емоција да му искажеме, тоа едноставно тоа ќе го прифати само ако има одреден интерес, а потоа нормално кога ќе се оснажни, тогаш нема да сака да другарува со оние кои што многу добро знаат каков е по природа, по карактер. Затоа таа поука е многу битна, едноставно мора да ги избегнуваме тие заглупувачки, површни и жалопувачки матрици. Затоа што не е убаво да се опфатен со негативизмот, бидејќи онака животот е
исполнет со одредени болки, страдања, тешкоти, маки, искушенија. И замислете уште ако бираме да другаруваме, да комуницираме, да градиме односи со лица кои што не сакаат да ја видат позитивната страна на постоењето или не сакаат да се надградуваат, во тој случај како и ние ќе се усавршуваме. И затоа и се анализира, ако си со оние кои се паметни, и ти ќе станеш паметен. Ако си паметен, а се обкружиш со некои површни приглупи поединци, и ти утре ќе станеш и површен и приглуп. Затоа бирај ги победниците, бирај се себе си, бирај позитивната енергија, бирај го сето она што те гради. И во тој поглед, затоа и уште една нова поука. Фокус кон тоа што не полни, а не кон тоа што не празни. Бидејќи ако се истоштиме и се испразниме енергетски, психофизички, емоционално, затоа што сме дозволиле некој постојано да не опфати со тој чемер, со јад, со немир, со фрустрација, тогаш дефинитивно и ние нема да се полниме, туку нонстоп енергетски, психофизички ќе се празниме. Затоа барај го тоа што те полни. Дали е книгата, дали е природата, дали е зеленилото, дали е позитивната интеракција со оние кои што се духовно подигнати, дали било што креативно ќе ти влие. Значи, многу е битно во ова денешно време да бараме методи, начела кои ќе не полнат. Бидејќи има многу нешта кои не празнат. Некои нешта едноставно се тука околу нас и не можеме да ги избегнеме. Дел се од општествената средина, дел од семејните аспекти, дел од некои натрупани состојби кои тешко се разрешуваат, дел од трауми кои се потиснети па некојаш излегуваат на површина, и тоа сакале не сакале ќе не празни. Но дај да почнеме да бараме она што не полни. Значи, може би книгата ќе те наполни, може прошетката во природа, може би убав разговор со добронамерна личност, може креативно дело. Значи, било што те полни. И анализирај што е тоа што те празни, бидејќи има лица кои се енергетски вампири, или хистрионични личности, или нарциси, и тие нон-стоп сакаат некој да ги надополнува со енергија, и тие се тие кои што ги исцрпуваат другите. И затоа ќе прочитате во книгата Будење на позитивната енергија, детално се објаснати овие поединци кои се големи штетници и опасни за нашето биополе. Значи, внимавај на тие кои што енергетски те празнат. И потоа последното начело, кој исто така е мощно битно, да не се биде достапен секому и секогаш, туку да се чува и да дополнува својата енергија. Значи, замислете ако сте достапни секому и секогаш, и замислете ако не ја чувате с вашата енергија. И што ќе биде со вашето биополе, кое всушност ќе опаѓа и ќе венее. Затоа што сте достапни секому и, нели, треба да ги сослушате, треба да им се најдете. А некогаш дали има некој што вам ми се нашол? Може и да има, ама безусловната љубов е ретко присутна. Најчесто луѓето ги бараат другите или сакаат да бидат со другите кога имаат одредена полза од нив или очекуваат да бидат сослушани. Затоа анализирайте колку мина вие ќе определите како поединци кои ви се нашле со безусловна љубов, кои немале интерес, а ви помогнале. Значи, тоа е едно битно прашање. И второ, сепак и не мора да бидеме секому достапни. И со секого да пишуваме, и со секого да се гледаме, и со секого да се слушаме, и така натака. Значи, ќе бидеме некогаш достапни, ама не мора да бидеме секогаш и секому. Затоа анализа, селекција, преиспитување, себезаштита, подигнување на својата енергија и всушност мора и да се чуваме. Затоа што нема утре кој да не спаси ако ние самите себе не се потикнеме, не се спасиме, не се надградиме и не се насочиме кон високата свесност. И тоа е и поентата на мојата книга Будење на позитивната енергија, како да пронајдете афирмативни алатки кои ќе ви помогнат во ова време на невреме. Бидејќи многу добро знаете, ниту општеството, ниту функционерите, ниту политичарите, ниту па некои лица кои се прават за пријатели и ред други поединци, тешко дека ќе ви се најдат или ќе ве подигнат. Туку вие сте тие кои треба самите себе да се подигнете. Затоа се овие видеа во комбинација со природа, со зеленило, за да ви се пренесе и натуралната вибрација и за да преку погледот на убавото воедно и ослушнете нешта што се убави, хармонични и за душата.